Денеска православната црква ги празнува светиот Евмений епископ Гортински, светата маченичка Аријадна и светиот маченик Бидзин кнез Грузиски. Светиот Евмений епископ Гортински бил епископ Гортински на Крит. Уште од младоста со сета душа тргнал по Христа, ослободувајќи се од две тешки бремиња, од бремето на богатството и од бремето на телото. Од првото бреме се ослободил раздавајќи го целиот свој имот на бедните и сакатите, а од второто со голем пост. И така, прво себе си се исцелил, па тогаш почнал на други да им дава исцеление. Бестрасен и исполнет со благодатта на Духот Свет, Евмений засветлил со светлина што не можела да се скрие. Па како што е напишано, не може да се скрие град што се наоѓа на врв на планина, не можел ни светиот Евмений да се скрие од светот. Го виделе луѓето и го избрале за епископ во Гортина. Како епископ тој управувал со стадото Христово како добар пастир. Им бил татко на сираците, богатство на бедните, утеха на жалосните, исцелител на болните и прекрасен чудотворец. Со молитвата правел многу чуда, опака змија умртвил, демони изгонувал, многу болни исцелил, и тоа не само во своето место, туку и во Рим и во Таваида. Во Таваида со молитва испросил дожд од Бога во време на суша. И таму најпосле го завршил овоземниот живот свој и се преселил во вечните обители на својот Господ. Живеел и делувал во 7. век. Светата маченичка Аријадна. Во градот Промиси во Фригија, за времето на царот Адријан, живеел некој чорбаджија Тертил, незнабожец. Девицата Аријадна му била робинка и христијанка. На денот на раѓањето на својот син, Тертил им приредил големо жртвопринесување на идолите, на кое благочестивата Аријадна не отишла, туку останала дома молејќи му се на вистинскиот Бог. Нејзиниот господар заради тоа се разгневил на неа и почнал да ја присилува да се одрече од Христа и да им се поклони на идолите. Бидејќи Аријадна се откажала да го стори тоа, тој ја измачувал со тепањи и со други остри маки, па ја фрлил в темница. Потоа ја пуштил од темницата и ја изгонил од куќата, но набргу се покајал што ја пуштил, да ги испратил слугите да ја фатат и да ја вратат. Аријадна веќе се оддалечила од градот. Кога ги видела гонителите, таа се помолила на Бога крај една голема карпа и карпата се разделила и ја скрила Аријадна. Слугите од тоа се збуниле, се скарали и се истепале меѓу себе, да изгинале еден од друг. Светиот маченик Бидзин кнез Грузиски пострадал за Христовата вера од шеикот Абас II заедно со своите роднини Елиспар и Шавал во 1661 година.